Во ова видео ќе научиме како да направиме реченица користејќи личната заменка јас, односно на турски ben, и помошниот глагол сум со формата соодветна за личната заменка јас, односно ben. Сега, ова ќе го видиме прво преку примери. Првиот пример е Ben Андреа. Што значи Ben Андреа? Ben Андреа во превод ќе значи јас сум Андреа. Кога ја употребуваме формата за представување јас сум Андреа, јас сум Ана, јас сум Марко и така натаму, доволно е да употребиме личната заменка јас и нашето име. Значи, глаголот, помошниот глагол сум за прво лице еднина, во оваа форма не се употребува. Доволно е само да кажеме Ben и името. Тоа е првиот пример. Одиме со вториот пример. Ако сакам да ја кажам мојата професија, оно што го работам, во случајот јас сум учителка, например. На турски, да ја погледнеме реченицата. Почнуваме со Ben, јас, личната заменка за прво лице еднина, потоа öğretmen. Öğretmen е учител или пак учителка, и потоа додаваме наставка им. Ова им на македонски е сум. Значи, прво лице еднина за помошниот глагол сум во турскиот јазик се употребува наставка. Тоа е глагол наставка. Значи, тоа е наставка која што има функција на глагол. Значи, од тука можеме да разбереме дека во турскиот јазик помошниот глагол сум е всушност глагол наставка. Тоа ќе биде наставка која што ќе се додава на зборовите, а ќе има функција на глагол. Значи, ќе ја преведеме како глагол. И сега, што друго е важно тука, што можеме да разбереме е дека редоследот на зборови е поинаков од македонскиот јазик. Јас сум учителка на турски е јас учителка сум. Значи, Ben, јас, учителка öğretmen и потоа доаѓа сум, односно наставката им. Ова е наставка што значи дека се спојува заедно со зборот öğretmen. Значи, нема да биде Ben öğretmen им, туку е Ben öğretmenim. Ben öğretmenim. Значи, тоа е еден збор. Дури, многу често може и да се изостави ова Ben. Зошто? Бидејќи од оваа наставка им се подразбира дека е за прво лице еднина, како што кажавме на почетокот. Значи, доволно е да кажеме öğretmenim. Öğretmenim значи јас сум учителка или учителка сум. И во македонскиот јазик имаме таа форма. Ајде да го видиме следниот пример. Ben çalışkan. Çalışkan значи работлив, вреден. Кога употребуваме придавка, во турскиот јазик придавките не ја менуваат својата форма. Немаат други варијанти поради тоа што не постојат родови. Ако сакам да кажам јас сум работлива, тогаш на турски таа реченица треба да звучи јас работлива сум. Повторно како во претходниот пример со öğretmen, со учител, учителка. Значи Ben çalışkan. И сега на çalışkan треба да го додадеме глаголот кој што е наставка во турскиот јазик и во овој случај ја употребуваме наставката Ben çalışkanım. Значи, Ben çalışkanım, значи јас сум работлива, јас сум вредна. Сигурно забележувате дека имаме промена од претходната реченица, бидејќи во претходната реченица наставката беше им. Но во ова реченица наставката е Тоа ми кажува дека оваа наставка ќе има варијации. И понатаму ќе ги видиме сите тие варијации. Одиме со следната реченица. Следната реченица е Ben, јас, evde значи дома, и потоа наставката за помошниот глагол сум, им. Ben evdeyim. Ben evdeyim. Што би значило ова? Јас дома
сум или јас сум дома на македонски. Ben evdeyim, јас сум дома. Што се случува тука? Пак можеме да забележиме дека имаме разлика во однос на претходните два примери. Третиот пример е јим. Значи, разликата овде е што имаме додадено ј. Можеме да забележиме дека зборот евде, кој што веќе има една наставка за статичност, завршува на самогласка, на буквата е. И наставката ни почнува на и. И сега, за да се спојат е и и, ја имаме и оваа варијанта со ј. И така добиваме ben evdeyim. Evdeyim. Ајде сега да ги видиме наставките кои што ги употребивме во претходните примери. Ben рековме дека е јас. И сега, помошниот глагол сум за прво лице еднина, значи за јас, на македонски е сум. Овие сите, и едново и другово, на македонски ќе се преведат како сум. Како ги употребуваме овие наставки? Овие наставки, како што кажавме, се глагол наставка. Че се наставки кои што имаат функција на глагол. И сите го имаат истото значење. Сум. Сите значат сум. Правилото е едноставно. Ако последната самогласка во зборот е а, односно тогаш употребуваме м. Ако последната самогласка е, односно и, тогаш употребуваме им. Ако последната самогласка е о, односно у, тогаш употребуваме Ако последната самогласка е односно ю, тогаш употребуваме Значи, правилото е јасно, ова треба си го напишете и секако да го вежбате. Од другата страна пак, истите наставки ги имаме со една мала промена, односно имаат плюс ј пред себе. Значи, им, само со ј пред себе. Ова, кога го користиме? Како што беше во примерот со евде, евдејим рековме. Ако зборот завршува на самогласка, во тој случај се додаваат овие кои што почнуваат со ј. Значи, исто е правилото, повторно ќе биде после а и јм, после е и и, јим, после о и у, јум, и после и ю, јум. Ајде да видиме како се прават негативни реченици. На македонски ние употребуваме не плюс глаголот сум ќе биде. Значи, јас не сум, јас не сум адвокат, јас не сум учител и така натаму. Јас не сум на турски е ben değilim. Што имаме тука? Тука го имаме зборчето за негација. Ова зборче се употребува само со помошниот глагол сум. Значи, değil ќе значи не. И сега, за да кажеме јас не сум, треба буквално да го следиме тој редослед. Јас, ben, değil, не, и потоа глаголот наставка за прво лице еднина сум, односно во случајов е им. И така добиваме ben değilim. Ben değilim, јас не сум. Ова зборче değil понекогаш можете да го слушнете како дил. Малку поразвлечено, зависи кој од каде доаѓа, од каде потекнува и слично. Значи, ben değilim, јас не сум. Одиме со следниот пример. Ben доктор değilim. Значи, како што можеме да забележиме, değil има само една единствена форма. Тоа што ми кажува дека после değil, бидејќи değil, последната самогласка е и. Така, овде имаме правило е и. Значи дека ќе добие наставката им и секогаш ќе биде ова негацијата, değilim. За прво лице еднина, за јас, секогаш ќе биде değilim. И сега, јас не сум доктор, на турски јас доктор не сум,
Ben doktor değilim. Јас не сум Ајше. Јас Ајше не сум. Ben Ајше değilim. Јас не сум на работа. Ben, јас, иште, на работа. Значи, тука имаме повторно наставка за статичност. На работа, не сум, değilim. Ben, иште, değilim. Јас, не сум на работа. И последниот пример, јас, турчин или турчинка, не сум. Ben, Türk değilim. Ben, Türk değilim. Одлично. Ајде да ја видиме прашалната форма. Како ќе направиме прашање? Дали сум јас нешто? Или јас ли сум на турски? Прво, за да направиме прашање, треба да употребиме прашалното зборче м, ми, му, му. Сега, после прашалното зборче, ја додаваме наставката за прво лице еднина, односно наставката глагол, која што ја учиме денес. Јас ли сум, на турски е ben, mi, jim. Споено, бидејќи ми е зборче одвоено кое што се пишува, а jim е наставка која што мораме да ја додадеме на зборот. Ben mi jim, јас ли сум, дали сум јас. Ако сакам да направам прашална реченица, типот јас дали сум новинар или новинар ли сум, кај нас има повеќе варијанти како да се направи прашањето. На турски тоа ќе биде јас, ben, gazeteci, новинар или новинарка, мијим. Сега, ќе треба да внимаваме нормално дали ќе биде м, ми, му или му. Тоа повторно зависи нели од истите правила. А и Е одат со м, Е и И со ми, О и У со му, Ö и Ü со му. Да го видиме следниот пример. Ben, јас, и добро, ми ли сум. Јас добро ли сум. Ben iyiyim, добро ли сум. Јас дали сум добро. Може да значи дали сум добар или добра. Нормално, кај нас постои и придавка и прилог. Потоа, одиме со следниот пример. Ben tijatroda mıyım. Ben, јас, tijatroda. Наставката да, статичност, во театар. Ben tijatroda, јас во театар, mıyım, ли сум. Овде имаме мјм поради ато во да. Значи мораме да употребиме складно со самогласките, да ја направиме таа хармонија. Јас дали сум во театар, ben tijatroda mıyım. И последниот пример. Ben İspanyol muyum. Јас, ben, испанјол, шпанец, шпанка, мујум. Мујум, дали сум шпанец, дали сум шпанка. Овде што имаме? Имаме мујум, бидејќи испанјол. Последната самогласка е О во испанјол, поради тоа мораме да ја употребиме варијантата со У. И еве тука можеме да видиме како е правилото, значи. Рековме, ако имаме А или Е, ќе дојде формата со М. И на М додаваме Јм. Ако последната самогласка е или И, ќе дојде формата со Ми. И на Ми ќе употребиме наставката Јим. Ако последната самогласка е О или У, ќе дојде Му. И на Му ќе додадеме наставката Јум. Ако пак последната самогласка во зборот е Е или Ü, ќе додадеме, тоест ќе употребиме формата мю за прашално зборче и ќе ја додадеме наставката јум. Секогаш ќе дојдат овие форми со Ј, поради тоа што М, ми, му, му завршува на самогласка.